Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно само интервју. Јас сум Гоце Михајловски, а мој гостин вечерва е Максим Димитриевски, лидер на движењето, односно партијата Знам. Благодарам што ја прифативте поканата. Задоволството е моја, добро вечер и до вас и до гледачите на Канал 5 телевизија. Да се ближат локалните избори за 6 месеци се, освен тоа што сте лидер на Знам, вие веќе втор мандат сте и градоначалник на Куманово. Дали е веќе известно дека ќе се кандидирате и за трет мандат? Некако премногу лесно и децидно ги отфрливте тие шпекулации дека може би биле министер за одбрана, ако не се лажам, доколку се прават некакви размени на ресори со ВМРО-ДПМН во некаква евентуална реконструкција. Во политиката нема ништо сигурно, ниту загарантирано. Сами бараме мандат од граѓаните и должни сме да испорачаме резултати. И јас апсолутно сум растеретен од тоа дали ќе бидам кандидат или нема да бидам, но едно знам дека движење Знам за наша Македонија ќе има свој кандидат за градоначалник во општина Куманово, а дополнително сето останато дали имате волја вие, дали имате сила, може би сте уморни, не знам. Сето останато се сведува на ниво на шпекулации во јавноста, во делот на амбициите за министерска позиција. Јас моето политичко делување го темелам на резултати во делот на заложбите кои што ги имам превземено пред граѓаните и во делот на реализација на она што го имам ветено и јас и луѓето во мојот тим. А кој на која позиција ќе биде и за каква функција во иднина ќе биде и ќе се кандидира, тоа ќе одлучат партиските органи и тела на партијата, каде што јас сум само председател. Добро, само председател, ама сепак веројатно тоа само значи дека имате највлијателен глас таму. Значи останувате дефинитивно дека ќе имате свој кандидат во Куманово, а оставате простор да не сте тоа вие. Значи сите опции се во можност. Видите, во политиката нема ништо гарантирано. Позициите кои што ги носиме ни ги даваат граѓаните, не ни се во наследство, така да истолчињата се менливи, но ние правиме интензивни сондажи и анализи некаде на крајот на месецов. Ке имаме сондажата која што за нас е најбитна, што тоа граѓаните посакуваат, а во овој случај во однос на мене, што посакуваат сите оние 87.000 гласачи кои што ја дадоа пред неполна година довербата за мене како кандидат за председател на државата, бидејќи сепак тие треба и да ја креираат насоката во делот на идното политичко делување и мое, но вклучувајќи го тука и делувањето на политичкиот субјект Знам, кој што е нов на политичката сцена и за повеќе од една година во изминатиот период успеа да креира некаде 50 општински организации во државата и нашата цел е цврсто да се држиме на нашите програмски определби, на начелата кои што ги ветивме на граѓаните и да продолжиме на тој пат конструктивно од позиција во овој момент на власт да делуваме и да ги реализираме целите и да го направиме поедноставен животот на граѓаните, да се избориме конечно со корупцијата и оваа состојба од -100 првично да ја доведеме на состојба позитивна 0, а потоа да почнеме заедно со нашите партнери во власта да ги редиме и резултатите. Многу нешто слично како 2017 година, кога дојдов на челната позиција на општина Куманово, која што е една минус, длабоко задолжена општина, денеска е една од позитивните општини, најдобро стоечки финансиски, која што секојдневно реализира проекти и ги решава проблемите на граѓаните кои што се огромни. Од секогаш ги имало проблемите, но наша обврска е да ги има што помалку. Да, ќе си кажат гласачите и на изборите, ќе дадат својата оценка. Вие имавте состанок на извршниот одбор овие денови, вашиот портпарол Мемов на пресконференција кажа дека планот ви е да одите сами на советнички листи на локалните избори, а за градоначалници да се договарате со ВМРО-ДПМН за поддршка уште во првиот круг, да бидат, ако се ваши кандидати поддржани од ВМРО-ДПМН, ако се од ВМРО-ДПМН вие да ги поддржите. Може ли да се случи во некои општини да имате и вие и ВМРО-ДПМН кандидати или таа опција не е на маса? Ве прашувам бидејќи вие велите дека Куманово секако ќе имате свој кандидат, дали ќе бидете тоа вие или некој друг од Знам. А може би ВМРО-ДПМН има амбиции, таму лани победија убедливо на изборите. Може би ќе сакаат, ако не се лажам, по прв пат да имаат градоначалник.
Видите, секогаш на секоја политичка партија целта е нели да освои што поголема поддршка кај граѓаните и не се исклучуваат ниту една од можностите кои што ја споменавте. Ние во рамки на многу позитивен дух проговараме со нашите владени партнери. Веќе преговарате? Да, и разговараме на оваа тема. Со нив работат веќе активно, две работни групи од двете страни и мислам дека сме многу блиско до постигнување на договор. Тоа што ќе се случи и што ќе биде епилогот на разговорите, секако заедно ќе го соопштиме во јавноста, но како и да е, знаме нов политички субјект и мислам дека би било непринципијално кон нашите поддржувачи, а воедно и кон јавноста, уште во самиот старт на првите предстојни избори кои што се тести за нас и за партија, каде што треба да ја добиеме пораката од граѓаните, особено од оние кои што не поддржале на изборите, да правиме било каква заедничка предизборна коалиција. Знам, мора да се појави на гласачкото ливче како нов политички субјект и да го слушнеме мислењето на граѓаните какво е во однос на нас, дали истите се задоволни од досегашното наше кусо политичко делување или не, и веднаш потоа ги носите заклучоците и дефинирате каде имате погрешено или каде треба да се коригира. Дека се достижни тие 56.000 што ги освоивте лани на парламентарните избори? Први да ви направам една корекција на изборите во Куманово. Во првиот изборен круг за председател победи кандидатот на знам убедливо, а дополнително актуелната председателка на Македонија доби и такако значајна поддршка по однос на вториот изборен круг и парламентарните избори. Јасно беше секаде дека следуваше тренд на поддршка и ВМРО имаше некаде 15, ние имавме околу 11.000 гласови, но како и да е, она што е многу побитно за знаме дека секаде во целата држава беше позициониран со поддршка помеѓу 5 и 6%, што е и tekako важна не само за нас, туку и за развој на плурализмот и демократијата во државата, бидејќи покажавме дека може да се создаде партија од граѓаните, да биде во функција. Не ве плаши дека малку може да се од позиција на власт да изгубите таа поддршка, особено ако со ВМРО ДПМН тоа премногу се зближите, да не се изгуби разликата? Видете, ние градиме со ВМРО ДПМН е партнерски однос во власта. Знам, не служи како привезок во власта по примерот на некои други политички партии во минатото, кога големите ги голтале малите. Нема да завршите во коалицијата за како беше за подобра Македонија? Не, ние сме автохтони во носење на нашите политики, тоа и во пракса го покажуваме. Еве гледате и самите дека многу пати по однос на одредени предлози или прашања не се согласуваме, но она што е најбитно за нас како партиципиент во власта е дека владината програма се имплементира во континуитет. Заедно се бориме против корупцијата, како од надвор и од спротивната страна, така и во собствените редови. Бидејќи никогаш во минатото не било пракса да имате случаи каде што поединци се изведуваат пред лицето на правдата, а доаѓаат од ваши редови, како што тоа беше во неколку случаи потврдено во минатото, во изминатите неколку месеци или скоро една година. Да, неказнивоста мора да се стави крај. Да. Кога сме кај локалните избори, само уште едно прашање, според информациите што ги имаме, што се вртат во новинарските кулари, вашата понуда до ВМРО ДПМН е да имате ваши предлози во Куманово, во општина Центар во Скопје и две помали општини, дека чекате одговор се уште од ВМРО ДПМН, дали е тоа не е коректно да ги отворам деталите од разговорите, бидејќи ништо не е конечно, сето тоа што го споменавте. За Центар веќе имиња се споменува. Видете, тоа се само шпекулации. Првично, како може да се отвори име за одреден кандидат во општина за која што се уште немаме дефинирано како раководство на партијата, дали ќе имаме кандидат или нема да имаме. Значи да оставиме на времето да се завршат разговорите. Инаку знам, поседува капацитет и човечки, и интелектуален, и партиски да има свој кандидат буквално во најголем дел од општинските организации, каде што имаме веќе општински организации, тоа се во овој момент вкупно 50. Кога треба да завршат преговорите? Мислам дека до крајот на месецот мај веќе ќе го имаме епилогот од самите разговори и тоа ќе го соопштиме во јавност. Добро.
на политичката сцена најинтересни се овој период случувањата во коалицијата Вреди. Додуше многумина уште кога се формираше таа анти-Дуи коалиција пред изборите, не и предвидува многу светла иднина со оглед на суетите на лидерите таму што се собрани од повеќе партии. И еве, не цела година од формирањето на владата веќе се распадна тој сојуз коалиција Вреди. Таравари не најавува, туку всушност ја напушти таа коалиција. Дали сте изненадени можеби од ваквиот развој на станите? Па видите, ние како владин партнер до овој момент немаме разговарано со Вреди во делот на било каква коалиција или соработка. Нашиот разговор се водеше на ниво делегација на ЗНАМ и делегација на ВМРО ДПМН и ние само усогласивме подршка на владина програма. Предходно беше усогласена коалицијата во однос на соработката помеѓу ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери со постпартиското коалицирање со коалицијата Вреди. Ние тоа го прифативме бидејќи ставовите не се исти и резултатот на тие ставови она што денеска се случува да се избегне од неказнивост, тие кои што нели секако се најодговорни, а се сеќавате, многу се зборуваше за тоа во предизборието, особено во неказнивоста кон Дуи, бидејќи можевте да видите секој да одговара, но никој од редовите на Дуи, што сега не е случај и гледаме како се заменуваат, бегаат преку граница или пак се повикуваат на одговорност, но тоа не е реваншизам, бидејќи исто така имате процесуирани постапки против луѓе кои што се поставени од ова власт, што се бунат за притворот на Бектеши, дека тоа е реваншизам, не знам. Видите, за жал дали има потреба да биде уприт? За жал некои луѓе од тие редови кои што се уште не се реформираа, се бунеа и за мерките кон господинот Артан Груби, па доколку беше толку храбар, требаше да остане и се чувствуваше за невин да остане и да излезе пред лицето на правдата, бидејќи пресумцијата на невиност го штити. Вие сте обвинет, одите во легитимна судска постапка и на крајот судот, независниот суд за кој што они се залагаа дека е независно судство, гледаме во многу случаи дека идете како пристрасно и мора да се реформира и ќе го реформираме дефинитивно и судскиот и обвинителскиот систем, сепак требаше да се соочат со фактите, да останат тука. Видите, јас од позиција на градоначалник штитејќи јавен интерес на граѓаните, денеска сум на обвинителна клупа токму тие кои што уживаат профит од самите постапки, но не бегам од судот, одам пред судот. Секој месец се појавувам на рочиште и ја чекам конечната одлука на судот или пак во овој случај на обвинителството. Но да се вратам на суштината. Никој не го ни бара веќе, кој заборавивме Артан Груби. Се зборуваше месец, два и толку сега. Добро, тоа сепак е работата на медиумите. Да, малку и колку тоа впечаток дека можеби на некој му одговара да не е тука. Па не, на нас ни одговара како власт секој еден кој што има направено било каков криминал или е составен дел на било какви криминални активности да одговара, но да се вратам на суштината на прашањето за Вреди. Тоа што се случува во Вреди е внатрешно прашање на Вреди, тие веќе ги искажаа дел од нив своите ставови и гледам разногласие во нивните редови, но од друга страна, дали тие ќе останат составен дел на власта од аспект на господинот Таравари и неговата политичка партија, прашање до нив, прашање за нив и секако прашање за мандатарот. Добро, каков е вашиот став? Тој ги има покането. Нашиот став... Ве прашувам зашто малку како да ретерирате во последно време. На првата пресконференција што ја одржа Мемов, кажа дека сте донеле заклучок, вториот, еве ќе го прочитам, секој кој што се работува зад отворени или затворени врати со нереформираната ДУИ за движењето Знаме е неприфатлив да биде составен дел на партнерство во кое што учествува Знаме. Да, и ние стоиме. Ова имплицира дека вие, ако Таравари остане на намерата да коалицира со ДУИ, нема што да бара во владата со вас. Видете, вие во политиката не можете да седите на две столчиња. Како што и во емисијата не можете да бидете ни водител ни гост. Или можете да бидете водител, или можете да бидете гост. Така и во политиката. Или можете да соработувате со власта и да се залагате за неизините програми и политики, или да соработувате со опозицијата и да станете опозиција. Дека тоа е прашање за премиерот и за Вреди. Па затоа што премиерот е мандатар. Нашиот став е тој кој што го соопштивме. Значи секој на Таравари му е местото во владата доколку еве ќе ви одговорам кратко, јасно и десетно и на вас и во интерес на јавноста, дека ставот на Знам по однос на оваа прашање е дека секој еден
не само господинот Таравари или било која политичка партија, која што има отворена или затворена комуникација со нереформираната ДУИ и директна или индиректна соработка, за нас како политички субјект е неприфатлив да биде составен дел на владиното мнозинство. Добро. Значи вие ќе бидете против Таравари да остане во владата, ако остане да... Ако излезе господинот Таравари и каже дека соработува, или пак најави, ако да. нашите партнери речат Најави, дека тој рече дека се соработува, слушнал со Ахмети и дека ќе оди како и вие сам со советнички листи на изборите, а за градоначалници дека ќе се поддржуваат со ДУИ. видете Втори сега круг. јас не навлегувам во тоа до кое ниво е, бидејќи не сум запознаен каква е нивната соработка, но ќе ви кажам и јас од куртоазија со господинот Филипче се поздравивме на приемот во американската амбасада за на 4 јули. Но тоа не значи дека имаме било каква комуникација или соработка. Но доколку е од интерес на државата, ако требаме да решаваме државна стратегија, да решаваме државни прашања и проблеми, секогаш сум подготвен да седнам и да разговарам со било кој, особено во делот на објаснувањето на националната платформа, која што ја понудиме, која што ја отфрли, а денеска се враќаат на неа. Што подразбирате по тоа нереформираната ДУИ? Вклучувајќи да си замине од лидерската Вклучувајќи ги позиција? челните луѓе на партијата, сите оние кои што беа поврзани со сите коруптивни скандали во минатото, сите оние кои што го политизираа независниот судски, обвинителски систем, дополнително, значи, направија целосна политизација на државниот апарат или партизација против која што ние се бориме. Значи, ама прво Ахмети да си замине, без тоа... Па не е само не господинот Ахмети. Значи, таму се еден голем број на политичари. Јас сметам дека тоа е голема политичка партија, во која што има и текако голем интелектуален и кадровски потенцијал, кој што може да ги замени овие актуелните кои што денеска таа партија ја водат од позициите таму. Ама тоа е како велите вие, внатрешно прашање за нив и тоа... Секако тоа е нивната одлука. Да, прашање што ќе правите јас вие... Јас не можам да седнам, да разговарам со некој како да се борам против корупцијата и како да барам решение за проблемот кога тој во минатото бил составен дел на креирање на проблемот. Добро, Мицковски и Филипче седна да договараат реформи во правосудството. Са вие го обвинувате СДСМ за состојбите во правосудството. Видете, сега заедно веќе го реформираат. Таа средба повеќе ја доживувам како форма отколку како суштина. Аха, како почит. Па не знам дали е почит, дали е додворување или пак барање простор за дополнителен пиар на самопрогласениот лидер на опозицијата, бидејќи тој е сепак само председател на политичка партија која што е во опозиција, која што има и текако добро членство, но за жал никогаш не добило шанса, бидејќи истиот состав на луѓето и денеска, а и до вчера, ги представуваат во парламентот и дополнително ништо не е изменето. Не му се утите на Мицковски што му даде легитимитет со оваа средба на некаков начин го легитимираше како лидер на опозицијата. Јас немам право да лимитирам никој во делот на своите активности. Диалогот е составен дел од политиката, но повторно ќе ви кажам, за мене тоа беше форма, а не суштина. И затоа и веднаш имаме став дека секој оној кој што бил составен дел на креирање на проблемите, не го гледаме како решение на проблемите. Како вие можете да соработувате со луѓе кои што до вчера ги пишувале истите законски решенија, тргнувајќи од оној најсуштинскиот казнениот законник, денеска истите да ви изнаоѓаат нови решенија. Извини Филипче за тоа, дека било грешка на Добро, извинувањето е доблесна работа, но сепак за тоа последниот глас го имаат гласачите на избори или збор. Знаете, таа средба малку ги подгреа шпекулациите во јавноста, особено што Филипче важи нели за многу близок до Заев, дека има некаков договор меѓу власта и Заев за негонење. Слушаме ВМРО да помане секој ден кажуваат на пресконференции за Дубај, за златни визи, ама нема некаков процес, да речеме некаква истрага активна против Заев или некој од неговото близко окружување. Најодговорно тврдам и пред вас и пред целата македонска јавност, доколку постои и минимум сомнеш за такво нешто, дека постои договор на релација власт-опозиција, знам од тој момент нема да биде составен дел на власта.
И апсолутно ова го отфрлам како чиста шпекулација, бидејќи едно се ставовите и сликите во јавноста, во делот на самолегитимацијата на самопрогласениот лидер на опозиција, бидејќи денеска државата има неколку политички партии во опозиција, друго е суштина. За криминал, дека не знам колку милиарди згради правел. Јас секој дневно гледам, а нема никаква постапка, никој не го гони човекот за ништо. Јас секој дневно гледам истраги против луѓе кои што биле составен дел на власта, кои што треба да резултираат со легитимни судски постапки. За жал имаме еден заробен судски систем кој што не сакаме директно како извршна власт да се мешаме во делот на неговите реформи, но веќе во средниот период очекувам понуда на суштински законски решенија во рамки на роковите кои што беа зададени од страна на Европската Унија и најмалку што очекуваме дека с 4 клучни закони во делот на реформите на правосудството веќе ќе бидат испорачани во следниот период. Игор Филков е министер од вашите редови. Сте го прашале зошто се уште не се ќе бидат на ЕНР објавени, формирана работна група, само тоа го слушаме 11 месеци. Можеби на јавноста и смета што господинот Филков не се појавува на пресконференција и не прави личен пиар. Не е тоа личен пиар, тоа е транспарентност, треба да одговори на прашањата во која фаза се. Дозволите би одговорил сега да му зазвониме на телефон, ќе го најдете во кабинетот каде Нема, се појавува помалку дурмиши во јавноста, значи треба да одговори на некои прашања, да. Многу е помалку што ќе каже во јавноста, многу е побитно што ќе испорача пред парламентот во делот на законските решенија. Факт е дека имаме на сила еден закон кој што направи само амнестија, не само на минатата, туку и на претходната политичка елита. Тој беше готов новиот кривичен законник, работната група уште од претходната власт го работеше. Сега замислете тој истиот готов, кој што не го донесоа овие, сега нудат работни групи со кои што ќе го донесат новиот на кој што работиме ние. И тој ќе биде испорачан, веќе тие закони ќе бидат испорачани. Ќе се запазат роковите до јуни, има многу дел тие закони. Има обврска месец ќе бидат испорачани 4 закони и од Министерството за јавна и државна администрација, кои што се суштински и почетните 4 закони од вкупно 16 од Министерството за правда, и тогаш јавноста ќе ги добие на увид и дополнително ќе се произнесе во легитимна собраниска. Значи вие задоволни сте од работата на Филков? Апсолутно сум, бидејќи ја следам секојдневно неговата работа, имаме редовен брифинг. А вие мислите ова од Антонио Милошевски дека беа лични ставови тоа, не порака од ВМРО да помине до Филков? Па лично разговарав и го слушнав и премиерот со својот став и го делам тоа. Мислење секој има право во едно демократско општество да даде свој личен став, го даде тоа господинот Милошевски, но при тоа кој. Но видете, но при тоа исто така и господинот Филков не е било кој. Во знам, господинот Филков во знам е претседавач на Централниот одбор и дополнително има највисоката функција во извршната власт. Сам речам кога ќе каже критики такви, дека човекот не си работи работата доволно добро и брзо. Добро, ајде ако е под тогаш така. Не знам дали може да го сведете само на некаков личен анимозитет или некаква видете, ако лош ден или како беше тоа. Испадот на господинот Милошевски не е прв пат. Тој во минатото имал многу испади и кон мене. Но секогаш партијата се оградувала. Која критика се демократија се има право човекот да. Ако имате таков испад кон партија, како рече, слаби перформанси дополнително ќе ми дозволите. Ако имате таков испад кон партнер на власта, имате и кон самиот себе си таков испад. Бидејќи вие давате индивидуално мислење за квалификација на личните квалитети на поединците или во овој случај перформанси и доби соодветен одговор од неговиот колега министер. И тоа е нивна работа. Тоа е ваша одговорност, знам. Тоа не се. Вие го предложивте? Но тоа не се партиски ставови, тоа се лични ставови. Ние сме задоволни од работата на господинот Филков. Не, таквите работи не можат да ја дестабилизираат ова власт, ниту пак тоа предупредување беше да почне да се работи побрзо. Ќе видиме, ќе поразговараме во иднина на овие теми од моментот кога се. А зошто не се појава? Сте разговарале со него? Зошто го нема на пресконференција, на интервју? Нема видено интервју со него. Јас колку што гледам
тој министер дава редовни брифинзи на новинарите и Требаше да има минатата недела год, кажа и не ми тој. дозволува. Ама нема, тоа сакам да ви речем, нема редовни брифинзи. Добро, ако сакате вака интерактивно и ќе разговараме. Не, нема ама проблем, сега не може да На најмалку што очекувам. Значи Филков го нема во јавноста. На Значи најмалку што да. очекувам е кога веќе ме повикавте да бидете парламентарни и да ме се слушате во делот на давање на одговор на вашите неколку поставени прашања и сега ќе мора да се завратам да ви елаборирам за сите. Не поради вас, поради јавноста сум тука. Значи, господинот Филков дава редовни брифинзи на медиумите, дополнително, значи, држи пресконференции, но сепак, јавноста е заинтересирана да чуе за суштината. Некоректно е да дискутирате за нешто во јавноста пред да го испорачате таму каде што треба, а тоа е владата. Дополнително, ќе се вратам на процесот кој го спроведе господинот Минчев. Значи, закаже и одржа безброј јавни дебати за сите клучни закони во делот на реформите на јавна и државна администрација. На тие јавни дебати беа поканети сите представници и од локалните власти, и од позиција и од опозиција. Добро, за не видовме дека се работи. Овие ги нема во ниво јавна расправа, ги нема. Опозицијата не дојде, но да биде преседана од поголем, потоа сами сакаат да се вклучат во работните групи да го поддржат процесот. Или пак кад самите на себе си да си објаснат како тоа во овој момент да бидат актуелни и важни во однос на нивното неработење во изминатите 6 години од позиција на власт. Така да мислам дека јавноста тоа го гледа. Видите, оваа власт е доведена во ситуација работите да ги врати на позитивна нула. И ние тоа го правиме. Ние, почитувам Гоце, немаме систем во државата. 35 години, јас сум 49 години. Значи, 35 години системот во оваа држава се растура. Во континуитет. Во минатото принципот беше, значи, лична врска до 98, од 98 тргна партизација на државниот апарат и до денеска не е запрена. Затоа вие денеска имате состојби... закони. Проблемов е дали е до законите проблемот или е до праксите на секоја владеачка гарнитура. Не само до законите, првенствено до имплементација на законите. Директори партиски, значи законите си се ворат, ама стално се најдува некаков начин, власта најдува начин. Јас вчера на еден, да кажам, партиски состанок, кој што се претвори во трибина на моје изненадување, со присуство од над 400 членови, реков, значи, не ми смета во општината сите раководители, во општина Куманово да бидат срби, албанци и турци, доколку се рангираат по квалитет, а не по клуч да ми ги носат од партиски кабинет, како што своевремено добивам цели списоци и тоа заверени во општинската архива со партиски наредби да се смени, разреши тој да се прими тој. Никогаш тоа не сум го послушал. Господине Димитриевски. Ама јас завршив како што завршив и дојдов до ситуација на независен кандидат. Било да Алијанса за албанците, тој што го апсија за мито на гериатри. Ама е уапсен. Да, ама зошто да си менува партиски директор на болница? Тоа не може да разберам. Ама е уапсен. За разлика од минатото, дека никогаш немаше случај човек кој што е поставен од редовите на власта да биде уапсен, освен во случаи кога се работеше за дефокусирање на јавноста од крупни скандали и се правеше лов на вештерки, кога секогаш ситните играчи завршува. Во овој случај уапсен и тој, и полицајецот кој што не платил патарина, и други луѓе во процесот, гледам сега, кој што го води обвинителство за Кочани, иако својот епилог и одговор за тоа ќе го кажам од моментот кога ќе завршиме и ќе преминеме од фазата на осомничен во обвинет и тогаш знам повторно ќе има свој став, како што има секој став за секоја работа. Но проблемот е еден, овој систем генерираше денеска, да, јас како градоначалник во континуитет напоменувам на државниот пазарен инспекторат дека не може да издава решенија за вршење на дејност на објекти кои што не се наменети за вршење на стопанска дејност, но за жал тие луѓе ги имаат добиено од официјални државни органи. И денеска ни се случува затоа како што беше во случајот наречена, мислам, Плевња или Штала, не се сеќам, од страна на министерот за полиција, кој што исклучително го ценам и даде огромна жртва во целиот процес, да. Значи, се врши одредена угостителска дејност.
И најголем дел од објектите во државата не се такви. Вие задоволни сте како се одвива истрагата до сега? Се да само обвинуваат за селективност, дека не биле опфатени. Видете, немам право, ниту како граѓанин, а уште помалку како политичар, во фаза на истрага да давам квалификации за нешто што се уште се работи. Од моментот кога обвинителството ќе излезе со конкретни обвиненија, а не соопштенија за јавност во дел на третирање на одредени лица како осомничени, тогаш ќе го кажеме своето мислење и став како политичка партија. Се со цел да не вршиме дополнителен притисок на истрагата. Но од друга страна, ваквото обвинителство, какво што е во оваа фаза, не може да го амнестира од одговорноста за многу нешта во системот и многуте пропусти, бидејќи гледаме дека посветено работи на овој случај. Така да процесот кој што тргна во владата може би само е стопиран, но сметам дека и обвинителството и судството треба да доживеат реални зборувате сега за разрешувањето на Љупчо Коцевски? Не само за негово разрешување, значи како може да јавноста да верува на резултатите од истрагата што ја спроведува Љупчо Коцевски, ако вие како власт ја убедувате јавноста дека тој нема личен интегритет, професионален интегритет, а сега треба од друга страна да веруваме дека таа истрага што тој човек за кој вие сакате да го разрешите зашто не бил професионалец и немал интегритет, да веруваме дека ќе бидат таа истрага на што тоа би личело во онакви тешки моменти во државата, вие како власт да излезете и да ги спречите во суштинско вршење на нивната работа во тој момент. Ајде да сочекаме до крај. Целиот состојба во која што преку Кочани за жал, која што го оцрни не само Кочани, ја оцрни целата држава и завој во црно, значи не доведе во таква состојба да ние сватиме конечно во каков систем живееме, кој што го креираме во континуитет сите овие години наназад. Пак ќе се вратам со суштински примери. Значи, ви живеете во стамбена зграда во која што имате безброј, значи, канцеларии, во кои што се врши службена дејност, дополнително педикири, маникири, флизери и така натаму, а во кои што всушност намената на објектите е за колективно живење, не се деловни простори. И такви ги имате на илјадници. Затоа луѓето заслужуваат правда, во најмала рака заслужуваат правда и да одговараат сите што на некаков начин. Но видете, се одговорни, бидејќи знаете ова не удри гром таму, значи тој пожар трагичен не изби од некоја несреќа, значи изби од конкретни работи, на одговорност во континуитет луѓе, но во суштина на кривично дело треба да постои бити. Секако дека можело да се спречи од страна на државни надлежни органи, доколку наместо да го посетуваат тој објект како посетители, оделе на лице место и го санкционирале истите. Тие кои што имаат надлежност да го прават тоа. Но за жал тоа не се случило. Но ова кривично дело има свое битие и суштината е кој го предизвикал кривичното дело и кој овозможил да биде предизвикано самото кривично дело. Дали тоа било организирано или пак било само од страна на поединец. Тоа треба да го истражи обвинителството и да го достави како обвинителен акт. Да, сега инспекциите се растрчаја од кога мораше да се деси трагедија за да се растрчаат да проверат дали имале лиценци. Но вие имате жива материја, жива состојба во целата држава. Еве јас ќе зборувам за моје Команово отворено. Над 600 објекти за извршување. Гоце тоа се над 10-15 милиони евра само пари да се извршат објектите. Од 2015, 2012, 2017 во континуитет. И сега вие доаѓате на позиција градоначалник. И се поставува прашањето, дали сте дојдени да уривате или сте дојдени да градите? Дајте законско решение со кое што сите кои што го пречекориле законот ќе им го одземеме имотот во корист на Република Македонија. И тоа го предлагаме и работиме на тоа. И како што рече и самиот премиер во една прилика, еве и јас преземам дел од одговорноста. Значи не бегам од одговорност, јас сум носител на јавна функција.